Здраво и добро дојдовте во оваа видео каде што ќе зборам за слободни радикали и ќе ги разгледаме главно од биохемиска гледна точка. Што се слободни радикали? Тоа се атоми или молекули кои што се способни за самостојно постоење и при тоа имаат неспарени валентни електрони. Сега во некоја литература приметувам дека наместо неспарени пишува непарни валентни електрони. Што ако ви е за потреби само на полагање на испити по биологија и медицина, не ви прави многу разлика, но од физичко-хемиска гледна точка има разлика. Ако дефиницијата беше непарни валентни електрони, тоа самото по себе повлекува дека ако имаш атоми или молекули кои што имаат 1, 3, 5 или 7 валентни електрони, тие по автоматизам се слободни радикали. Што да, најчесто е случајот. Океј? Но тоа би значило дека тие кои имаат 2, 4 или 6 валентни електрони дека не се слободни радикали. Што не мора да биде случајот. Постојат примери каде што имаш атоми или молекули кои што имаат 2, 4 или 6 валентни електрони, а при тоа се слободни радикали. Еден многу добар школски пример е користејќи кислород. Значи, атомски кислород, кој е 8 елемент на периодниот систем елементи, има 6 валентни електрони. И ако забележиме користејќи Aufbau систем на бележење, тоа ќе биде 1s2, 2s2, 2p, само се 6 ќе пишев, ама 4. Значи, имаме 6 валентни електрони. Е сега, ова може да го представиме на следниот начин, користејќи ги овие вака ко квадрати. Сигурно се сеќавате на ова од општа хемија. Значи, ова е 1s. Така, ова е 2s. И сега имаме p орбиталите беа со по 3 квадратчиња. Изгледа нешто вака. Океј? И сега ќе пополниме електроните. Значи, имаме 2s2, односно 1s2, 2s2. И сега во p орбиталите треба 4. И правим вака правевме. Така, и сега ово нагоре, нагоре. Сега овие последните два може бидат нагоре, надоле, 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 нагоре и така натаму. Значи сите можни комбинации. Сега имаш еден кислороден атом, но што ќе се случи кога ќе донесеме уште еден кислороден атом? Така и пробуваме да направиме молекуларен кислород, односно O2, молекулата која што ви е позната. Ајде да ги нацртаме соодветните квадратчиња. Значи тоа би изгледало следниот начин каде што овие ќе се поврзат, овие ќе се поврзат, овие ќе се поврзат и сега за воопшто да има молекуларен кислород, мора и овдека да имаме поврзување, така што ова овдека ќе има надолен спин, со цела можат овие два кислорода да се поврзат, но во последново квадратче, така значи Z делот од P орбиталата, имаме повеќе опции. Така значи може двата електрона да се со исти спин. Значи тоа може бидат двата нагоре или двата надоле, не е битно. Поентата е дека имаат исти спин, односно не можат да се спарат. Океј, значи тука нема спарување. И ова е всушност кислородот, молекуларниот кислород кој најчесто го сретнуваме во природа. Така значи се нарекува основен, односно ground state, ко приземна состојба или триплет кислород. Значи имаме триплет кислород, овие овдека што ги имам нацртано се всушност само Z делот од P орбиталата, значи каде што двата спина се исти. Така значи или двата се нагоре или пак двата се надоле, небитно, поентата е дека се исти. Или пак имаме синглет кислород, каде што двата електрона се со спротивен спин и може да се наоѓаат во засебните орбитали или пак кај една орбитала, кај едниот кислороден атом да се наоѓаат истовремено. Така што постојат две форми на синглет кислород. И овој синглет молекуларен кислород не е слободен радикал, иако е доста реактивен, значи е многу пореактивен од триплет кислородот, но не е слободен радикал. Додека триплет кислородот е помалку реактивен, али е слободен радикал. Сега зошто и ова ви го покажувам, не дека е онака само за џабе. Понатаму во предавањето ќе видиме нешто што се нарекува супероксид. Сега, кога настанува супероксид? Кога ќе се додаде уште еден електрон. Сега,
кај би отишол тој електрон? Би отишол тука. Значи ако дадеме тука еден електрон, ќе добиеме супероксид. Ако дадеме тука уште еден електрон, ќе добиеме пероксид. Океј? Значи ова ќе биде понатаму битно во текот на предавањето. Значи ќе имаме супероксид, пероксид. И овдека имам еден извадок од книга Клиничка биохимија. Ова е некаде страна 940. Англиска е книгата, но преведена на македонски. Океј. И гледам преводов, значи има многу нејасности у целата книга, која на Google Translate да е преведувана, ама ова е само еден извадок, кој не е до толку лош, значи има многу полоши делови книгата. Имаме земјен кислород. Као дека божемски е земја тој. Али всушност го превеле бидејќи на англиски е ground state. Што се користи као за основна состојба, основна така позиција. Имаме сингелев. Сингелев. А на англиски е синглет. Добро, супероксид, пероксид. Има два непарирани. Треба непарни. Но окей, може и непарирани. Не сум ја лектор. Има две спарени, не треба два. Два спарени, а не две. Окей. Ова им беше само колку да си визуализирате тоа што го цртав до сега. Така. Добро, сега се навратиме повторно на слободни радикали. Слободни радикали најчесто стануваат кога имаме додавање или одземање на електрон од даден атом или молекула. И поради ова многу често слободните радикали се мешаат со јони. Така, значи се мешаат со јони. Пример, ако земеме атомски хлор, хлор знаеме дека има 7 валентни електрони, така што тој по автоматизам е слободен радикал. Еден од валентните електрони сигурно нема партнер, така бидејќи се 7, така што атомски хлор по дефолт е слободен радикал, но не значи дека е јон. И кога некој атом или молекула е слободен радикал, односно има неспарен валентен електрон, го бележиме на овој начин. Како точка покрај символот на атомот или молекулата. Додека пак ако земеме синглет молекуларен кислород, така например имаме O2 и да речеме нели дека ова е синглет молекуларен кислород, така што не е слободен радикал, и му додадеме еден електрон, така значи еден електрон му додадеме, што ќе се случи? Сега тој ќе стане супероксид, ќе има вишок електрон и ќе има повеќе електрони него што има протони, така што и ќе стане негативен набој ќе добие, односно ќе стане јон. Овој супероксид ќе биде и слободен радикал и јон. Додека, например, ако земеме синглет кислород, така, значи синглет кислород не беше слободен радикал, и му додадеме уште еден електрон, да речеме така, земеме еден електрон, му додадеме, што ќе добиеме, како што ви спомнав предходно, ќе добиеме супероксид. Супероксидот сега има повеќе електрони него што има протони. Океј? Тоа значи ќе има негативен набој, а ако има набој, тоа станува јон. Во ред? Така што овој супероксид всушност ќе биде јон и истовремено ќе биде слободен радикал. Во ред? Значи јон. Друга карактеристика која имаат слободните радикали е стабилност. И генерално, што е по-субституиран слободниот радикал, односно молекулата, тоа е постабилна. Така што најмалку стабилен би бил CH3 слободен радикал, ќе бележиме со сина точка вака. Нешто постабилен би бил следниот. Така, значи овдека имаме С, тука имаме С, тука имаме С атоми, да речеме дека тука имаме двојна врска. Океј? Иако слободниот радикал е на еден од овие С атоми, дали овој или овој овдека не е битно, тоа е нешто постабилна структура. Така, уште постабилно би било ако имаме истата структура, но слободниот радикал се наоѓа
на средниот С атом. Во тој случај имаме некоја стабилизација поради резонанција на двојната врска, додека најверојатно најстабилна би била структурата која е тројно субституирана, односно да речеме дека имаме тука еден јаглероден атом, има вака повеќе метил групи околу него и слободниот радикал е на централниот. Во тој случај ова би бил најстабилниот слободен радикал од овие 4. И колку е еден радикал стабилен, од тоа зависи колку ќе биде реактивен, односно колку ќе биде специфичен. Пример CH3 не дека му пречат овие H атоми многу од страна, ќе се врзе со што било. Океј? Значи има мала специфичност, може да се врзе со скоро што било и голема реактивност. Чим ќе се појави, одма реагира со нешто, така што одма го снемува, така не е стабилен. Додека другите форми траат нешто си подолго време, не се врзуваат со се и се што, така што се постабилни, но имаат помала специфичност. И ова е битно некогаш во органска хемија кога пробуваат да се добијат смеси, така значи мешаш А и Б и планираш да се добие С и Д, најчесто ќе се добие повеќе од стабилниот слободен радикал. Така што ако знаеш кој е постабилен, ќе знаеш што ќе добиеш повеќе во смесата. Сега, слободните радикали најчесто стануваат кога имаме раскинување на ковалентна хемиска врска. За раскинувањето на хемиска врска може да биде хетеролитички и хомолитички. Хетеролитички е кога помеѓу двата атома, помеѓу кои е образувана ковалентната врска, има голема разлика во електронегативноста. Пример е молекула на метан, каде што имаме овдека електрони, еден од водородот, еден од јаглеродот, кој што е образуват оваа ковалентна врска. И ако дојде до нејзино раскинување, бидејќи јаглеродниот атом има поголема електронегативност од водородот, електроните и двата електрона ќе припаднат на јаглерод. И ова го бележиме со цела стрелка, значи стрелка која е буквално изгледа како нормална стрелка, така, значи со две ченгелчиња. И при тоа што ќе се добие е следново. Тоа што се добива се најчесто јони. Сега ова и овдека вака сум го прикажал, ова всушност не е слободен радикал, него ова е јон. Него ги бележат двата електрона со цел да се увиди дека се префрлилат двата кај јаглеродот. За да увидите дека ова не е слободен радикал, еве овдека слика, значи вака всушност изгледа слободниот метил радикал, а тоа што се доби всушност е ова, CH3 минус. Океј? Но и ова хетеролитично кинење на ковалентна хемиска врска некогаш може да доведе до формирање на слободни радикали, но најчесто се добиваат јони. Друг вид на кинење на ковалентна хемиска врска е кога електроните од хемиската ковалентна врска се распределуваат еднакво помеѓу двата атоми помеѓу кои се раскинува. И ова најчесто се случува кога имаме хомоатомски молекули, каде што имаат иста електронегативност, но не мора секогаш да е случајот. Например, можеме да земеме молекулата на Cl2, значи Cl со Cl, каде што имаме ковалентна хемиска врска, имаме електрон тука, барем така може да си го замислиме нормално. И кога имаме хомолитично раскинување, едниот електрон иде кај едниот хлоратом, другиот иде кај другиот хлоратом. И ова го блежиме така како стрелка, ама со едно ченгелче. Значи не со две, него со едно, колку да се представи дека се пренесува еден електрон. Во ред? И тоа што ќе се добие се два хлорни радикали. Океј? Реакциите на радикали опфаќаат три чекори. Тоа се иницијација, пропагација и терминација. Значи во иницијација имаме создавање на слободни радикали. Значи тоа ќе биде АА, преминува, ќе бележиме со друга боја, преминува во слободни радикали. Сега, го имаш вториот чекор на пропагација, каде што А, слободниот радикал, реагира со, пример, со БЦ,
да речем имаме BC која реагира со нели А слободниот радикал и при тоа да речеме дека се добива, ќе пишеме со некоја друга боја, значи AC плюс B слободен радикал. Сега приметувате дека во чекоров на пропагација и од левата страна на равенката имаме слободен радикал и од десната. Односно, при чекорот на пропагација немаме намалување на бројот на слободни радикали, него од еден слободен радикал се добива друг слободен радикал. И на крај го имаме чекорот на терминација, каде што слободни радикали со слободни радикали се врзуваат и при тоа ги терминираат овие процеси. Значи може да биде А плюс А, така, ева ги бележиме, така што повторно ќе се добие како што започнавме АА, нели? Или пак може да биде А плюс Б, така што, ева ги бележиме дека се слободни радикали ќе се добие АБ, во ред, или пак Б со Б, при што ќе се добие ББ. Добро, сега сваќам дека може да изберам други букви. Нема врска. И ова се начините на кои може да се терминира реакцијата. Сега приметувате дека, дека само да ставам линии, во чекорот на инициација од левата страна немавме радикали, од десната има. Од чекорот на пропагација од двете страни има радикал, додека во терминација од левата страна има, од десната нема. Сега ова, вака кога гледате, ќе си помислите дека ако на пример земам одреден сад и го напунам со супстанца, така да речеме внатре садов има супстанца АА и супстанца BC, дека во даден момент се ова ќе се случи, така и ќе стигнеме до крајното и толку ќе биде. Така, значи сме почнале од АА и BC и на крај ќе добиеме АА и ова. Океј? Но реалноста е дека нема едноставно да почне и да заврши некаде, него ќе има одреден баланс, зависно од температура и условите во кои се наоѓа. Така што може би ќе има 80% нерадикални молекули, додека 20% ќе бидат слободни радикали. Нели? Или пак ако е зголемиш температурата или го ставиш под ултравиолетово зрачење, 50% ќе бидат нерадикални молекули, 50% ќе бидат слободни радикали. Океј, значи зависно од условите ќе се постигне некој баланс помеѓу бројот на нерадикални молекули и бројот на радикални молекули. Бидејќи, како што самите приметувате, ова дека што го добивме на крај, АА, така, со тоа и започнавме. Така, со тоа почнавме преска. Така што тие процеси се вртат у круг. Ќе почне реакцијата, пропагира, ќе заврши, пак ќе почне, пак пропагира и ќе заврши. И односот на слободни радикали наспрема не слободни радикали зависи од условите, нели, во кои се наоѓа дадениот раствор или што и да е. Ај сега ова да го видиме со некој практичен пример. Еден школски пример кој често се зима започнува со хлор. Така значи имаме хлор газ, Cl2, и хлорниот газ под дејство на енергија, така значи тоа може да биде од ионизирачко зрачење, може да биде од висока термална енергија и слично, доведува до раскинување на ковалентната хемиска врска. Така што тоа што ќе го добиеме се два слободни радикали. Во ред? Сега имате на ум, нормално не се случува со една молекула, во даден раствор ти имаш милиарди хлорни молекули и дел од нив ќе подлежат на овој процес на создавање на слободни радикали. И да речеме дека овој хлор се наоѓа во раствор заедно со метан. Може би дека е било друга супстанца, но метан е кој најчест пример кој се зима. Метан е CH4, или ако нацртаме со структурна формула, тоа ќе биде C, H, 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 и тука ќе ставим H, ама со полугавака врска. Океј, тука има електрон, тука има електрон, и сега овој метан најде, да речеме, на хлорниот радикал. Во ред? При тоа, електронот кој бил на
водородот ќе учествува заедно со соединечна, заедно со слободниот електрон на хлород, така што ќе образуваат врска, а вдека овој електрон ќе припадне на С атомот. Така што, нели, тоа што ќе се добие, ќе бележиме вака со жолта боја, тоа што ќе се добие ќе биде CH3, така радикал, и ќе се добие HCl. Во ред? Значи, од еден слободен радикал направивме друг слободен радикал. И проблемот овдека е дека овој CH3, например тука сега, може да продолжи да го прави ова. Што мислам со тоа? Да речеме дека имаме повторно молекула CH4, која реагира со овој CH3, слободниот радикал. Така. И што ќе се добие? Размислете. Ќе се добие повторно CH3, слободен радикал. А овој CH3 кој претходно бил слободен радикал, сега ќе стане CH4. Се речеш, ништо не се сменило. Да, во овој случај, сума сумарум, ништо не се сменило. Си почнал со CH4 и CH3, си завршил со CH3 и CH4. Но видувате дека ова вака не може да застане. Едноставно, постојано ќе се прават нови слободни радикали. Така, значи, овие CH3 молекули постојано ќе прават нови CH3 молекули. Исто така, овие Cl радикаливе ќе прават нови CH3 молекули во овој ФДК систем. И ова е имајќи само две субстанци во смесата. Значи имавме Cl2 и CH4. А замислете се ако имаме 3-4 субстанции, колку можни радикали ќе може да се создадат и колку можни нуспродукти на тие радикали. Океј, сега некој ќе рече, добро, ова вака си тера, си пропагира, од еден радикал се прави друг радикал, од еден радикал се прави друг радикал, но сигурно мора некој да застане. Да, застанува кога радикал ќе се сврзе со радикал. И во овој ФДК систем што го видовме, кои се начините на кои може да застане реакцијава? Значи може ако Cl радикал се сврзе повторно со Cl радикал, така што ќе се формира Cl2. Може ако CH3 радикал се сврзе со друг CH3 радикал и при тоа нели ќе се добие C2H4, или пак може ако Cl радикал се сврзе со CH3 радикал, така што ќе се добие CH3Cl. Нели? Е сега, освен тие субстанции, нормално се добива во оваа смеса и HCl, кој ќе биде релативно стабилен. Така што си започнал со Cl, така, во смесата си започнал само со Cl2 и CH4, а тоа што на крај си го добил е Cl2, CH4, но и плюс сите овие ФДК субстанции. Само поради самата природа на слободните радикали, овие реакции кои ќе се случат во смесата. Е сега, колку ќе добиеш од овие продукти, зависи повторно колку била изложена смесата на ултравиолетово зрачење, која била температурата и така натаму и така натаму. Од самата природа на хемиските агенси. Некои молекули се посклони кон создавање слободни радикали, некои се постабилни. Добро, значи ги разгледавме слободните радикали повеќе од хемиска гледна точка, да видиме сега зошто се битни во биологија. Во биологија слободните радикали често се нарекуваат оксиданси. Сега, терминот оксиданси и не е баш точен, бидејќи, да, голем дел од слободните радикали действуваат како оксиданси, но некои действуваат како редуценти. Така што терминот оксиданси не може да биде апликативен за сите слободни радикали, но сепак се користи во биологија. Сега ги речете зошто се користи, бидејќи првите слободни радикали кои биле откриени, биле радикали на кислород. Океј, значи оксиген најчесто оксидира. И останал терминот. Понатаму да, се открили многу други радикали на азот, на јаглерод и така натаму, но бидејќи првични биле кислородни и сепак се најбитни и ден денес, кога се збори за слободни радикали во биологија, најчесто се збори за кислородни слободни радикали, така што останал терминот и ден денес се употребува оксиданси
така што ќе го користиме тој термин. Но сепак сакам да знаете дека не се сите слободни радикали оксиданси. Добро. Сега, сигурно сте слушнале дека треба да конзумираш диета која има повеќе антиоксиданси. Или пак да внесуваш апчиња кои ќе ти дадат повеќе антиоксиданси. И тоа потекнува од идејата дека оксидансите се штетни, дека оксидансите ќе те уништат. Што да, има некоја си вистина во тоа, ќе зборам понатаму во видеово, но поголемата вистина е дека оксидансите исто така имаат и улога во телото. Значи имаат физиолошка улога. Самото твое тело намерно прави оксиданси во одредени процеси. Една од битните физиолошки улоги за оксидансите е процесот на фагоцитоза. Значи кога некој макрофаг или друга имуна клетка ќе проголта, ќе фагоцитира одредена бактерија или што и да е некој друг патоген, користи оксиданси како дел од својот репертоар за одбрана. Така што потребни се, и ќе зборам повеќе во следното видео, сега сакам само колку да знаете. Оксидансите исто така се потребни во многу сигнални патеки. Значи, многу се битни во најразлични сигнални патеки, особено тие кои што се поврзани со продукција на енергија. Бидејќи ќе увидите, ќе спомнам, ама голем дел од оксидансите се формираат при создавање на енергија. Така што ако има голем број оксиданси, телото ќе рече, имаме доста енергија, смали малце со продукцијата на енергија. Ако немаш доволно оксиданси, телото ќе мисли ти немаш енергија. И onda ќе продолжува да прави уште енергија. Така што битни се оксидансите за сигнализација, исто е битно и при одржување на температурата, одржување на одредени протеини кои што се битни за одржување на епигеномот, така наречени сиртуини. Исто е битно за сигнализација на така наречени хит-шок протеини кои што се битни за одржување на протеомот, односно стабилноста на различни протеини во телото. Така натаму, не сакам да ве замарам, но поентата ми е дека оксидансите се битни во голем број сигнални патеки на клеточно ниво. Сега, као што спомнав предходно, оксидансите може да бидат и штетни, најчесто кога гледате реклами или некои збори, најчесто спомнува дека се штетни. Оксидансите, ако се во прекумерена количина, така, можат да допринесат за одредени патологии. Океј? Али скоро и да нема патологија која е директно последична од оксиданси. Значи, они се само допринесуваат за патогенезата на различни патолошки состојби. Значи, нема болест која е предизвикана само од оксиданси. Него оксидансите действуваат на тој начин што предизвикуваат некои мали оштетувања кои што со тек на време се насобираат и може да направат посериозни проблеми. И како го прават тоа, мислам, релативно очигледно спрема тоа што го видовме прејаска, но едноставно, да речеме, овде ќе имаш, ќе земеме повеќе примери, ќе земеме молекула на ДНА, така, имаме молекула ДНА, да речеме тука дека имам некој липид, така, и да земам овдека некој протеин. Океј. Знаеме дека сите овие се битни да имаат одредена конформација за правилно функционираат клетките. Па сега замислете си одреден оксиданс, дејства тука и оштети овдека ДНА, тоа може да предизвика мутација и така натаму. Да речеме дејствува на липиди, ги оштетува, се нарешува интегритетот на, пример, клеточна мембрана, се прават успад, нели бидејќи има пропагација, се прават неразлични нуспродукти, така од липидите, кои што можат да оштетуваат понатаму други ткива, да речеме дејствува на одредени протеини, ги наруши, можеби овој протеин бил ензим, кој бил потребен за некој метаболички пат. Сега, поради оштетување од радикаливе, тој ќе не може да функционира и така натаму. И сите овие мали работи, мислам релативно мали работи, придонесуваат за влошување на одредени патологии. Така и денеска има голем број истражувања за слободните радикали, односно оксидансите, како се врзани со најразлични патологии, најчесто тоа се некои автоимуни заболувања или генетски или слично.
Но искрено ако копаш доволно длабоко, оксидациите можеш да ги врзеш со скоро секоја патологија. Значи скоро секој патолошки процес самиот по себе, бидејќи има воспаление скоро кај сите патологии, се зголемува бројот на слободни радикали. Тоа е неизбежно. Така што ако бараш доволно длабоко, во секоја патологија ќе најдеш оксидација. И поради ова едно време имаше превалентна беше теоријата за старење, која беше поврзана со оксидативен стрес, која вика дека слободните радикали се одговорни за старење. Ако немаше слободни радикали, немаше да старееме. Што има мал дел на вистина. Тоа ја доста имам слушност на влезе во тематиката на старење. Да, предизвикуваат слободните радикали, влијаат на старење, но не е тоа целата слика и не можеш да ги отстраниш слободните радикали, они сами по себе ќе се прават постојано. Не може да ги отстраниш. Самото тело кое продуцира енергија прави слободни радикали. Битно е да бидат во умерена количина. Ако ги има премногу, се појавува нешто што и го кажав сега пред малце, оксидативен стрес, така се нарекува, и може би клеточно, ткивно, органско ниво, не е битно. Каде што има премногу оксиданси, настанува големо уништување на ткивото или клетките поради овие слободни радикали. Сега дека само ќе напишам неколку патологии кои што се асоцирани до некој степен со овакви слободни радикали, значи имаме рак, Алцхаймер, Паркинсон, и други, мултипла склероза и така натаму. Значи, како што реков, скоро секое заболување можете да го поврзате со слободни радикали. Не сега, нормално и самото тело знае дека голем број слободни радикали не се добри, така што се има голем број механизми кои што ги контролираат. И тие се така наречени антиоксиданси. Сега, антиоксидансите може да бидат од две природи. Значи, антиоксидансите можат да бидат ензимски и неензимски. Така. Значи, во ензими, ќе видиме во понатаму следните видеа, битни се глутатион, пероксидаза, глутатион редуктаза, сод, значи супероксид дисмутаза, каталаза и така натаму и така натаму. Кај неензимите имаме голем број метало-транспортни протеини, значи трансферин или пак некои други молекули како уреа, билирубин, ацидомурикум, може да действуваат како антиоксиданси, голем број витамини, значи витамин А, Е, витамин С, многу познат антиоксиданс и така натаму и така натаму. Значи има голем број неензимски и голем број ензимски механизми за намалување на количината на оксиданси во дадено ткиво, клетка или орган. Ајде сега да видиме како се продуцираат слободни радикали во телото. Продукцијата на слободни радикали во телото може да поделиме на ендогена и екзогена. Иако оваа подоба е малку арбитрарна, бидејќи голем дел од овие работи се всушност поврзани едни со други, но сепак да идеме чекор по чекор, па ќе видите што мислам со тоа. Ендогена продукција на слободни радикали може да биде оксидативна фосфорилација. Значи самиот процес на создавање енергија во телото од страна на митохондриите, значи создавање на АТП, продуцира слободни радикали, кислородни слободни радикали. Значи едноставно за тоа ти е всушност потребен кислород. Без кислород не можеш да правиш енергија во форма на АТП. Мислам, можеш да правиш и без кислород, но многу помалку. Значи има и анаеробна продукција на АТП, но е многу помала во однос на оксидативната фосфорилација. Значи постојат ензими 5450 кои се така продуцираат голема количина на слободни радикали. Сега, кај растенијата, освен митохондрии, бидејќи и растенијата имаат митохондрии, имаме и фотофосфорилација. Нели, растенијата имаат хлоропласти кои што се потребни за продукција на енергија користејќи светлина, нели, процесот на фотосинтеза. При самиот процес на фотосинтеза, значи буквално растенијата се изложи на сонцето кое што те зрачи со ултравиолетови зраци кои самите по себе прават слободни радикали, значи растенијата не ни може да избега од слободни радикали цел ден е пред сонце, зашто мора да е пред сонце. Добро, не сите растенија, има некои растенија кои што се однесуваат паразитски, така што не користат фотосинтеза, но
тоа не е битно сега. Самиот процес на фосфорилација во хлоропластите продуцира слободни радикали. Така со цела може да се направи АТП. Процесот на воспаление. Сега воспаление е малци многу инклузивен термин, но што се мисли под воспаление, некоја си поголема активност на имуниот систем или на голем број инфламаторни протеини. Од што може ова да биде? Едноставно ти во самиот дигестивен систем имаш голем број бактерии. Така ти не можеш да живееш без Можеш, ама практично не постојат луѓе кои немаат бактерии во дигестивниот тракт, така што постојано има некоја си многу мала битка помеѓу имуниот систем и бактериите во твоите црева. Така што постојано има некој низок степен на воспаление, постојано има имуни клетки кои што напаѓаат некои патогени организми, така што постојано има ниско ниво на воспаление. Или пак воопшто треба да идеш до ВЦ. Така со самото идење до ВЦ ти треба да пешачиш. Со самото пешачење ти активираш мускули. Тие мускули ќе се оштетат, иако во многу мала мера, тоа треба да се поправи, при тоа ќе имаш воспаление, кое што ќе зголеми продукција на слободни радикали. Вежбање се. Не мора да вежбаш, но пожелно е и нормално што се класифицира како вежбање. Ако идеш да си направиш ручек, дали тоа е вежбање? Па зависи. Може да биде вежбање. Се е всушност вежбање, секоја физичка активност е вежбање, само у поголема или помала мера. Самото тоа продуцира слободни радикали. Имаш фагоцитоза, што спомнав дека е една од физиолошките улоги на слободните радикали. Самите имуни клетки мора да фагоцитираат голем број патогени организми, да користат слободни радикали, со цел да ги уништат. Мислам, ова е еден од начините, но е доста ефикасен, така што е потребно и нема бегање од тоа. Из хемија, да речеме, викаш, па добро, не сакам да правам АТП користејќи кислород. Па да, ама правење АТП без кислород прави уште повеќе слободни радикали, бидејќи ќе има оштетување до ткива. Ако нема кислород, ако се оштетат тие ткива, тоа ќе доведе до продукција на слободни радикали поради најразлични низа процеси. Така, значи не е само ова, има голем број други метаболички патишта кои што продуцираат слободни радикали, односно ги зголемуваат веќе постоечка количество на оксиданција. Сега, тоа е се нормално и секогаш ќе се продуцира и нема бегање од тоа, но постои некои работи кои може да зголемат продукцијата, кои повторното вие не можеш колку толку да избегаш, но сепак да ги спомнеме. Првично е радијација, УВ зрачење. Добро, сите сме слушнале дека УВ не е добро за нас, иако има некои бенефити, особено за држање на циркадијален ритам. Добро, дека е повеќе битна светлината, сина светлина. Битно е процесот на среќа, формирање витамин D3 и така натаму, има некои други бенефити, но окей, знаеме дека поголема количина УВ, особено УВБ и УВЦ, што се повисоко енергетски УВ, има ионизирачко дејство, така што може да оштети молекули, може да направи слободни радикали и така натаму. Нормално рентген знаци сигурно прават слободни радикали, некои високи енергетски честици, така например ти ако лапнеш парче ураниум, нормално ќе има продукција на слободни радикали. Сега, хемикали. Скоро сите хемикали кои може да ги внесеш во телото ќе продуцираат некаде слободни радикали, повторно нема бегање тоа. Самата храна која јадеш, само у себе може да содржи слободни радикали. Така, јадеш месо. У месото што е? Тоа е мускул. Мускулот, животното било паника, животното трчало. Дали има слободни радикали? Најверојатно. Колкава количина најверојатно не многу голема. Или пример, јадеш брокула. Така, дали у брокулото има слободни радикали? Па нормално врши фосфорилација, така, мора да прави енергија. Нормално дека у самата брокула има слободни радикали. Голема количина, најверојатно не многу. Сега, у самата брокула или друго растение, нема врска, имаат голема плејада на молекули. Ти не можеш да ги метаболизираш сите тие молекули. Дел од тие молекули ќе завршат у црн дроб. Црниот дроб ќе ги метаболизира и при самиот тој процес ќе ослободи слободни радикали. Проблем, но нема одбегање од тоа. Лекови, скоро сите лекови кои можеш да ги внесеш на еден или друг начин, кој ќе се метаболизира од црниот дроб, ќе продуцира слободни радикали или пак директно действувајќи со некои други молекули. Полутанти од животна средина, нормално, логично, така, ако внесеш нафта у тебе или многу алкохол или што и да е, се тоа може да продуцира слободни радикали, озон, окей,
логично. И многу други работи, не знам зашто сум го пишал, озонот. Скоро сите нестандардни молекули кои може да ги сретнеш надвор у природа ќе предизвикаат некакво штетување кое ќе предизвика слободни радикали. Дали директно или индиректно, небитно. Што сум цигари. Први прочитав цитари, викам што сум пишал. Цигари, окей, логично, цигарите содржат голем број канцерогени супстанции, содржат голем број најразлични молекули кои што дали директно ќе предизвикаат слободни радикали или пак додека се процесирани од црниот дроб, пак ќе предизвикаат слободни радикали. И нешто што е последно што може и нема ви текна да толку е температура. Да, значи генерално повисока температура предизвикува поголемо движење молекули, предизвикува помала стабилност, така што нели хемиските врски кои држат атомите заедно во молекулата се помалку стабилни, што може да се формираат слободни радикали. И ова важи нормално и за раствори, така да земам раствор од некоја супстанца која станува повисока температура ќе има повеќе слободни радикали ако е соодветна температурата, зависно нормално од кои супстанции ги имаш. Поентата на се ова е дека едноставно нема бегање од слободните радикали. Значи не можеш да избегаш што и да правиш, ќе има слободни радикали во телото. Поентата е да нема многу. Така? Сега како може тоа се спречи? Или со антиоксиданси кои што искрено нема да го спречиш бидејќи не можеш да внесеш доволно. Например, антиоксидансите ако внесеш ензимски, тие у самиот стомак ќе се разложат, ќе станат аминокиселини. Нема да ги абсорбираш. Сега постојат некои начини на кои можеш да ги спакуваш во такви вакви апчиња, така што може да се абсорбираат. Повторно нема многу да помогне. Има некои неензимски антиоксиданси, повторно нема да толку помогне. Зошто? Бидејќи треба да внесуваш огромни количини. Сега има истражување на глувци или на нешто и ќе ти кажат, леле, глушецот која го третиравме со антиоксиданси живееше, не знам, таму 10% подолго. Да, ама глувците ги третираат со антиоксиданси со ненормални концентрации. Значи, ќе се отрујат антиоксиданси што му даваат. Да, ќе кажат, да бе, нема оксиданси. Да, нема оксиданси, ама го затру со антиоксиданси. Така што, практична гледна точка, кај луѓе не практично се внесуваат толку антиоксиданси. И најголемото од истражувањето покажуваат дека не има некој бенефит на голем број суплементи. Ако има, нели, нормална исхрана. Така сега, нормална исхрана сигурно доведува до помало ниво на оксидација, али дополнителна суплементација покажано е дека скоро и да не влијае. Така што најпаметното нешто што може да се направи за цел да се намали количината на оксиданси е да се намали нивната продукција. Така значи не се внесуваат некои лоши храни, процесирани храни, помалку цигари, помалку алкохол, помалку изложот на сонце, не многу физички напор и така натаму и така. Но повторно, како што спомнав, оксидансите имаат и позитивен ефект, така што не е само да се бега од нив. И сега колку за крај да видиме кои се најчестите оксиданси и како во живите организми. И сега всушност стигаме до можеби најбитниот дел од видеото, иако е на крај, така што веќе сигурно спиете, а тоа е да ги разгледаме всушност радикалите кои се битни во биологија. Како што спомнав, најбитни радикали, поради самото тоа име, слободните радикали го домили името оксиданси, се кислородните радикали, кои што кратко ги бележиме ROS, што стои за Radical Oxygen Species. Сега има еден проблем. Во овие ROS молекули немаме само слободни радикали. Значи има голем број молекули кои што влегуваат во оваа група на оксиданси, но не се сите слободни радикали по природа. Него се молекули кои настануваат од слободни радикали и понатаму исто предизвикуваат проблеми како слободни радикали, али хемиски гледано не се слободни радикали. Знам малце конфузно, но ова исто со примерот нели преска што зборев зошто ги нарекуваат оксиданси. Едноставно кога почнале ги откриваат овие оксиданси, првично откриле слободни радикали и ги ставиле и овие нерадикали во таа група, така што сега сите се нарекуваат оксиданси, иако не се сите оксиданси, и се нарекуваат слободни радикали, иако не се сите слободни радикали. Но, окей, во оваа група на ROS молекули спаѓаат следниве кои што ќе ги изведеме на некој си начин.
Првично ќе започнеме од основен молекуларен кислород, односно триплет кислород, кој може да стане пореактивен, така и да стане синглет кислород, но и не мора. Значи, од овој триплет кислород, ако додадеме електрон, ќе добиеме тоа што се нарекува супероксид. Вред? Значи, ова се нарекува супероксид. Ова е јон, така, на молекулава на кислород, и е исто така слободен радикал. Прилично е реактивен, но не е толку реактивен како другите молекули кои ќе ги разгледаме. Значи, супероксид се формира постојано во процесот на оксидативна фосфорилација во митохондриите. Сега, на овој супероксид, ако му дадеме уште еден електрон, веќе нема да биде слободен радикал, ќе обележиме вака O2, но ќе биде 2 минус. Тој електрон кој бил слободен радикал ќе се спари, така што сега ќе биде нешто што се нарекува пероксид. Пероксид. Сега, сигурно се слушнале за нешто што е слично со пероксидот, тоа е водороден пероксид. Оно што може би сте слушнале како ациборици, што некогаш го ставате во уши за да ви ги исчисти, што најчесто и не треба да се прави, бидејќи е опасно. Всушност меурите што се добиваат е од еден ензим каталаза, кој што ослободува кислород. Но, окей, овој пероксид може да се комбинира со два водороди, така што ќе се добие, ќе идеме на страна, H2O2, односно водороден пероксид. И можете дека приметите дека пероксидот и водородниот пероксид не се слободни радикали, но сепак влегуваат во оваа група на реактивни кислородни молекули, иако хемиски, не се радикали. Сега, на овој водороден пероксид, ако додадеме уште еден електрон, така, ева ќе идам надоле тука, значи ако додадеме уште еден електрон, всушност, што ќе се добие? Ќе се добие, два продукта ќе се добијат, да знам со која боја, со оваа вака, се добие хидроксиден јон и хидроксилен радикал. Да не ги мешате. Хидроксиден јон и хидроксилен радикал. Во ред? Бидејќи изгледат многу слично, всушност ако тука додадеме уште еден електрон, тоа ќе стане во тој случај, хидроксиден јон, но бидејќи има еден неспарен електрон, ова е хидроксилен радикал. И овој радикал, хидроксилниот радикал, е всушност најреактивен од сите. Односно е најмалку стабилен. Он на што и да налета, одма ќе се врзе и ќе направи проблем. Така, он кога ќе се врзе ќе направи уште еден радикал, но при тоа ќе наруши конституцијата на која било молекула со која се сврзал. Така што ово е најреактивниот хидроксилен радикал. Сега, ако би додале, например, на него уште еден електрон, така, ако додадеме уште еден електрон и патем додадеме и водороден атом, како овдека еве што дававме плюс 2H, ако тука направиме еден електрон плюс H, тоа што ќе се добие е всушност вода. Океј? Дека е хидроксидниот јон, треба само еден водород да се додаде и ќе се добие вода. Значи имаме супероксид, пероксид, односно водороден пероксид и хидроксилен радикал. Постојат и други молекули кои може да се избедат од овие, но генерално идејата е иста. Така, значи ќе земеш пероксидот и наместо водороди ќе му ставиш нешто друго. Океј? Или супероксидот, можеш да му додадеш други молекули, ќе се добие некоја си друга молекула. Но генералната идеја останува иста. Значи супероксидот влија со нешто или пероксидот влија со нешто и така натаму. Но тие се најглавните кислородни радикали. Значи супероксид, пероксид со водороден пероксид и хидроксилен радикал. Сега, освен кислородниве радикали, постојат и азотни радикали. Океј? Значи тие соодветно наместо роз ќе ги бележиме
RNS, односно Radical Nitrogen Species. Инаку, колку онака за информација, постојат и други. Постојат и реактивни јаглеродни молекули, реактивни сулфурни молекули, реактивни алкилни молекули или како беше и така натаму, но овие две се најбитните. Така, значи радикални кислородни молекули и радикални азотни молекули. Со азотните молекули главно процесот започнува од азот оксид, кој што може да настане повеќе начини, значи почнува некоја си молекула X, тоа може да биде амино киселина, еден пример е со аргинин кој преминува во цитрулин, но постојат и други примери, значи не ви е битно, под дејство на ензим NOS, каде што името на самиот ензим всушност стои за Nitrogen Oxide Synthase, односно ензим кој синтетизира азотни оксиди. Океј, тоа што ќе се добие од овој процес е ено радикал. Сега, овој азотен радикал, азотоксид, може да реагира со супероксид, неќе речеме со кафена стрелка. Значи, они две може да реагираат заедно и при тоа се добива следно соединение, кое можам да го запишам како NO3-, но не го бележат така, него го цртаат на следниот начин. ONOO-. Зошто, бидејќи да се потенцира дека овдека има хемиска врска помеѓу азот и кислород, небитно, соединението се нарекува пероксинитрид. И овој пероксинитрид исто така не е слободен радикал. Азотниот оксид беше слободен радикал, пероксинитридот не е слободен радикал, али сепак е реактивен, така што може да направи проблеми. Сега, овој пероксинитрид може заедно со атом на водород да направи една киселина, се добива HNO3, односно пероксиазотеста киселина. Сега некој ќе каже HNO3 е азотна киселина. Океј, да, но тоа е молекуларната формула. Структурната, како се всушност поврзани атомите е различна. Кај азотна киселина е различно него кај оваа молекула. Затоа и обично инаку ја пишуваат, не ја пишуваат HNO3, ја пишуваат на овој начин, значи ONOOH, со цел да се знае дека е различна структурно распределена молекула, иако се истиот број на атоми. Небитно. Тоа може понатаму да се деградира, така што се добива азот диоксид, диоксиден радикал и хидроксилниот радикал, кои овие понатаму може да реагираат со други работи да се направат проблеми. Инаку некој може да си го постави прашањето зошто воопшто постои овој ензим да прави азотни оксиди кои само прават проблеми. Бидејќи азотен оксид е потребен за клетично сигнализирање, потребен за дилатација на крвните садови и така натаму, но може да прави проблеми. Иако дел од овие азотни радикали се користат исто од страна на имуните клетки за одбрана од патогени. Друго нешто што сакам да спомнам е дека овој водородниот пероксид всушност може под дејство на ултравиолетово зрачење да се деградира до два хидроксилни радикали. Океј. Но тоа не е толку често во природни физиолошки услови внатре во телото. Тоа што е почесто е ова што го напишав. Но за ова да се случи треба донор на електрони. Океј, сега кој ќе ни даде електрони со цел ова да се случи? Најчесто донори на електрони се некои метали. Поточно железо и бакар. Да ги бележам со некоја ваква боја. Значи железо и бакар, особено слободни железо и слободни бакар, бидејќи може да биде врзано во форма на комплекси внатре од ткива или пак врзано со протеини како трансферин. Но, например, ако има слободно железо, значи Fe2+, тоа може да реагира со водородниот пероксид, значи H2O2, така што тоа што ќе се добие е Fe3+, нели, дало еден електрон, така што станува попозитивно, OH- и OH слободниот радикал. А ова Fe3 сега може да 3+, може да реагира со супероксид,
така што ќе се добие повторно, да земам со некоја друга боја, ќе се добие Fe2+, значи се враќаме назад и ќе се добие кислород. И оваа така наречена фентон реакција, и тоа што всушност се добива од водородниот пероксид се добиваат постојано радикали, така што се врти процесот генерирајќи хидроксилни радикали кои може да оштедат многу ткива. И ова се случува кај некои патологии каде што има преоптоварување со железо, кое може да се акумулира во црниот дроб. Прито тука ќе се формираат овие хидроксилни радикали и ќе доведе до цироза на црн дроб. Но, окей, тој не ви е сега толку битно, тоа е повеќе патологија за што ќе збориме за неколку видеа. И тоа мислам дека беше генерално се што сакав да спомнам за ова видео за слободни радикали. Се надевам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување.